Без мобилни телефони 6 пратеници кои поседуваат безбедносен сертификат влегоа во Агенцијата за национална безбедност. Се бара одговори дали, кој, колку, зошто и како незаконски прислушувал и следал во периодот од 2019 до 2024 година. Народните избраници извршија увид во документите и материјалите во АНБ, но колку и што ќе дознае јавноста останува непознато, бидејќи станува збор за класифицирани материјали, но според актуелната власт, која тврди дека била главна цел на следење цели 5 години, најважно е да има одговорност за виновниците. Пратеникот на ВМРО ДПМН Љупчо Пренџов вели дека институциите мора да реагираат за овие сомнежи, пред се со цел во иднина да нема незаконско следење и прислушување во Македонија. И конечно овие институции да ги решат овие работи за повеќе никогаш да не ни се случуваат во рамки на македонското општество, бидејќи сметам дека службите треба да бидат чувари на државата, а не треба да бидат генератор на кризи во државата. За мене е многу важно да постапуваат институциите, за мене е многу важно да констатираме фактичка состојба, во основа на таа фактичка состојба, согласно позитивни законски прописи во Република Македонија, овој случај да добие разрешница. Пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска продолжи со реториката на нејзината партија. Потребна била декласификација на материјалите, иако тоа можеби е невозможно поради сензитивноста на истите. Ако не се декласифицираат, тогаш ќе може да дадеме многу површни изјави без детали за разлика од тоа што во јавноста веќе беа споделувани детали од брифери кои на јавноста не се познати. Ако јавноста не ги добие вистинските одговори, а тоа е чекор кон тоа е декласификацијата која не ја бараме, тогаш овој случај понатаму ќе остане да биде преписка или размена на зборови помеѓу политичките партии. Инаку според информациите во прв ред најследен бил актуелниот премиер, тогаш лидер на опозицијата Христијан Мицковски, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, поранешниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, контроверзната поранешна шефица на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција Вилма Русковска, бизнисменот Орце Камчев, новинари и други јавни личности.